Ослушам биението на сърцето мое. Почуква бавно, немо. Побирам во гради последен издих. Поглед ми паѓа. Не можам очи да вперам, да додржам. Из глава ми минат слики. Како ми бледна е светлината, така ми јасна спомењето. Викни го, Страхил. Добро, учителке. Не грешете се. Страхил е храбро и цврсто дете. Ќе ме разбира. Проклета е овој живот. Но верувајте ми, мора. Колку и само ме боли што треба да се разделим со Страхил. Морате да продолжите. Млада сте. Страхил е несигурен. Бабаната како и секогаш ќе почува како негова мајка. Тој е утеха на нејзината болка. На нејзиниот изгубен син. Страхил, дојди прв. Учителката те вика. Мамо! Судбина ми скрши детски крили, а живот ми подари челично срце. Судбина ми одзеди и татко и мајка, живот ми даде ангел чуд. Со неа растев, со неа се калев. Беше искра светлина во мракот кобен. Учител, родител, патоказ до целта. Знаеш што, Чедо? Денес се сретнав твојата учителка. Ми кажа дека си најдобар. Сите лекции ги си ги знаел наизуст. Убавна баба и си како татко ти. Личам ли на него? Не само што личиш, сине, туку и си храбар како него. Тој беше бестрашен. Животот го даде за нас. Како за нас, бабе? За нашата слобода, сине. Да се спасиме од проклетите војни. И јас ки се борам како него. Не се плашам и не се плашам. Ги следев татковите патишта. Трнливи, крвави, болни. Решив да ги изудам. Непоколебливо, бестрашно. Но одмаздам негова смрт. Да одмаздам мајка Македонија. Аманет си даде. Тука си. Те бар цело училиште. Абе знаеш, или читаш, или пишуваш. Што е тоа? Дај, тоа е мојот дневник. Чекај. Страшно, какви се овие глупости? Јас ќе умрам млад, а мојот гроб нема да се знае. Презема голема одговорност, пријател. Не знам како и дали ќе си излечеме живе од оваа црна пакоса. Знам, хитно во опис. Веќе овде и во Тугоевац ме следат. Но да знаеш, многу студенти зборуваат за тебе. Друга, со твоите говори, ти го разбора кај ни фогнат на револуцијата и слободата. Но знаеш, на мачево си го напишал. Како може така да размислуваш? Јас ќе умрам млад, а мојот гроб нема да се знае. Потребен си ни страшно. Потребен. Завршиме со училиште за кратко, се спуштаме долу во Македонија. Таму не чека најтешкото. Мораме да се вратиме дома и да се бориме. Ги собереме и организираме младите. Не можеме веќе да чекаме. Животот станува се потежок и потежок. Непријателот пустоши, а народот страда. Татковината не повикува. Ко мугра во рани зори се буди младешки дух. Ко извор од карпа бликнува младешки жар. Другари, да ни биде јасно. Овде од Велес јас и мојот другар Мирче Ацев, заедно со вас ја започнуваме нашата борба. Нашата борба ќе биде тешка. Нашите млади животи се цената со која ќе платиме нашата слобода. Но запомнете, мораме да бидеме храбри и да издржиме. Татковината не повикува, народот е измачен и скршен. Ова вака веќе не може да продолжи.
овој народ ќе се крене и ние ќе работиме на тоа. Така е. Одиме, нема назад. Македонија има храбри синови и ќерки. Ако треба ќе изгинеме до еден, но нашата Македонија нема да ја гази фашистичка чизма. Кога мислат дека ти скршиле крилја, ти се вивнуваш во незаборава и живееш во вечност. Жив си, а? Кога тогаш ќе пропееш. Нема да умреш додека не ги кажеш од збор до збор имињата на тие проклети комунисти. Зборувај! Зборувај каде се кријат тие комунистички кучиња. Сакам имиња. Каде се движат четите? Зборувај! Не само ноктите. И срцето ќе ти го откорам куче комунистичко. Сакаш да молчиш, а? Не сакаш да кажеш каде се партизаните. Зборувај! Кажувај! Абе ти што човек си ти? Што се замислуваш? Кој си ти, а? Ќе умрам, но од мене нема да чуете ни збор. Зверови! Јас сум Страшо Пинџу. Доста е тоа за вас.